Зимата доаѓа на големо. Не само температурите што се во минус, туку и граѓаните исто така. Струја може и да нема. Маслото за јадење изгор, јајцата ни ги замрзна, кесите ни ги надува. Со цени 15 денари парче, еј. Ама ништо страшно за нас, еј. Па тие парче не прават 30 години, та сега што ги дуваат кесињата. Хајде бре, ништо страшно, ке помине како на кутре. Да го издржиме уште само ова. Првите 50 до 100 години се тешки. После е полесно. И некако си мислам, никако не ја предвидува енергетската криза. Ама тоа е ризик на нивната професија, видете? Грешките на докторите лежат на гробишта, додека грешките на учителите и професорите лежат во парламент. Па се жалат после и учителите и професорите дека им била мала платата. Па малак им е кога им ја одредуваат оние на кои на времето тие едвај двојки им одредиле. Само поради една причина ме чуди што прават толку многу грешки мајката. Та нели минатиот пат рековме дека кој не работи тој не прави грешки, ама ете. Можно е кај нас во Македонија и така може да се прават грешки без работа. А за струја? Јас не се секирам без струја. Како можеле нашите предци, така ќе можеме и ние. Па уште и наталитетот ќе се зголеми. Опа, нема струја, темнина и ајд во кревет. Па после крцка креветот. Па ке крцка? Не отие стар, од друго крцка, знаете. Без струја демек не се може. Ајде, без вода и храна се може, па не без струја или пак нешто друго. Без вода, знаете, можете 2 до 3 дена. Без храна можеш 1 месец. А без мозок, можеш цел живот. И така, слабо некако учим, ама полека ќе научиме. Полека. Единствено страшно е што секогаш мора да учиме од сопствените грешки. А секој човек, велат, нели, учи додека е жив. Најчесто од туѓи грешки. Само македонецот не. Македонецот знае се од раѓање. Точка. И таква е политиката. Мора да се прават компромиси. Компромисот е едни да имаат многу, а други да немаат ич. Политика, братче, тоа ти е. Па вели, што е тоа политика? Сега ќе ти објаснам што е. Ај стани ти од фотеља. Станав и сега што да правам? Па сега јас ќе седнам, а ти ќе стоиш. Ете, тоа ти е политика, братче. И тоа ќе се случи многу скоро. Да, ние сме таа генерација што мораше се да помине и ништо да не научи. Ама затоа пак многу сме воспитани. Но, врвно домашно воспитание. Ние сме последната генерација која е била послушна кон родителите, но и прва генерација која е послушна кон децата. А се гордееме вистински што и вие сте секогаш послушни и верно не чекате во истиот термин секоја недела за да видите што тоа ќе гледате во Нема љутиш. Направи га тон, а слику не мога. Исак тон има, а слику нема. Што може да биде тој, а? Може да биде радио. Домаќини, малко ние тој што смо локале 4 сата во кафану, него се договараме да идемо куде некого од нас дома да се допијемо. Хајде си кам да видам. Стисни уста, стисни. Тој, боли ли? Кам? Тој? Па нема ништо овдека бе. А оно и генерално стање у друштво ни е такво да кое год тапче испиеш, нема да погрешиш. Нема ништо ни да решиш, ама нема ни да погрешиш и нема за ништо да те брига, нема да се нервираш бар. Од Славу назад до дома. Ама најтежак ми е стомак, ја да ти кажеш. Мајко му све проба и не може да ga снема. Па можда е затоа што све пробуеш. Пробај нешто да не пробаш, можда и ќе ослабнеш. Во животот промени многу работи. Ги венував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не смени ви беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те удару еден пут, све зуби ке ти ги искрш. Удари бе, може ти се, ама ќе си стал нови, порцелански.
О, ти ќе ставиш нове. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Što si se razdupaja toliko po toj televizor, bе? Stavre, što mu je? Па не видиш што му е не работи нешто покварија се, кој ga знае? Море баце Стојко, овој мој телевизор како домазет. Знаеш ли ти што е тој домазет? Kako ne znam što je domazet, be, Stavre, Što bе? je? Domazet ti je čovek što živi kude roditeljina ženu mu. Sliku ima, to nema. Видиш, овој мој пообрат. Доđe мајстор, направи га тон, а слику не мога. И сега тон има, а слику нема. Што може да биде тој, а? Može da bide radio. Ave, Stavre, batali be toj televizor, be. Koji videa iro televizor, be? Samo očike pokvariš i takoj non stop ima samo tije turski serije, be. Nego ja dojde kude tebe da te zapišu s grupu penzioneri da idemo na jednodnevnu ekskurziju. Јак тој, ја ти не иду. Ма какви бре? Прошли пут кад сака да иду, купи ти апчиња за путовање и ништо не помага. Нигде бре не отпутуваје, 2 месеца пројдева. Од дома не мрдна. Bre, Stavre, pa ti si trebaja za ideja da kupiš kartu, ne samo apčinja. Tako li? Da ti kažu li ja lani sa ovu moju tu novu ženu beše u Crnu Goru na more. Ајде, море. Da, more. I da ti kažu, bemo na tu nudističku plažu, tam kude što se banja v goli, staješ. Што збориш, бре? Знам, бре, ама баце Стојко, бре, па зари ти се совлача гол? Ne sam se sablačaja tamo gol, pa da pomisli deka ovaj novata mlada me je zamala radi pare. Да. Ja ne znam, tamo mi mnogo be čudno, bre, Stavre. Што? Pa gi gledamo, nije nudisti golčovci, bre. Pa se što izbrišao nije naočar za zaslonce, bre. Тој што викаш, него мене и друго ме чуди. Па нешто, бре, кад сакав да едев, да лижев сладолед, пример, откуде, бре, извадив паре да платив, а? Бог да чува. Вие десте ли нешто там? Jedemo u jednu sendvičaru, da ti kažem. Što? Mnogo gužva, red, bre. Tije nudisti golčovci, jedan poza tebe, stoji čeka red, jedan pre tebe čeka red. Čekao sam 1 sat red, ama isplati se. Бре, и што се исплати? Merak. Ja tamo naruči jedan golem tost. И? Merak, kažu ti, Stavre, kad te viknalo onaj prodavačka odnutra, ajde onaj veliki neka uđe. И ти уđe ли? Pa uđe, kako ne uđe? Ama ne ja, uđe jedan poveliki od mene, golem, tolik. Ja ostana da čekam red, još. Аплицираја куманат за работа во Јапан и прививка. Карта чекирана, све седнуја во авион. И едно симнување од авиону у Јапан, сече га стомаком, куде ќе, како ќе, што ќе. На аеродром прво јавно ВЦ, улаз во ВЦ. Брго. Ослободуе се од муку, врти се лево, врти се десно, нема тоалет картија. Мајако, оно мало тесно клозетче. Гледа пред njega една табла, зелено, жуто и црвено дугме. Мајко, јапански пишујеш се, што?
Але вика, како е, што е? Голема гузица со прощење. Стиска прво тој дугме, оно вруче вода. Да ми простите задницу, измијемо го. Мајко бе да стане, мора да знал, вика, ја ќе го стисну и овој друго дугме, стиска го оној друго дугме, вруќ ваздух. Суши му во задница. Абе, вика, ја кад ги стисна овие две дугмиња, ја ќе ја стисну и овој треќо дугме. Стискање дугме, одеан пут мрак на очи. Буди се после некое време, гледа у болницу и до njega јапанка медицинска сестра и му вика на лош енглески. Знаете, господине, ви имасте несреќу. Меѓутим, ми имамо многу добри доктори и они вас ве спасива. Аха. Само да ми кажеш и он на лош енглески. Укажуе на јапанку, вика, многу ме интересира тој треќо дугме. Зашто беше? Треќо дугме. Тој треќо дугме е за вадење на тампони на жене. А овој утеглу са ваши тестиси. Дроби. Затвара се кафана, а ми троица домаќини, малко ние тој што смо локале 4 сата во кафану, него се договараме да идемо куде некого од нас дома да се допијемо. Другарче вика куде мене. Имам ракију 3 годишну и зелче овогодишно. Ќе здроби жена. Само се погледнамо со овога другога. Абе жена му уста не затвара. Него ајде ке идемо да не му крши мотор. Још на улазање почна. Па ги влечеш ови алдаши со тебе, напиле сте се како говеда. И чутимо. Газда вика, ај, не дроби многу. Изволте, вика ни на нас. А ти мрди малко. Зашто? Вика она. Нагазила си га език. Донеси ракију и здроби тој зелче. Тако е ли, вика она. Нема вли куќе они, него само куде нас доваѓате пијани. Ај не дроби, вика он. Есак, да дробу или да не дробу? Бе, докторе, ти па можем ке ме бричиш колко ме местиш. Ама немој сак да ми дориш. Ма не те пушти преко ред, па још ги ми збориш. Ајде си. Ова е многу смрди, бе, што си е? Па викам ти, бе, докторот, го знам, вајда нешто покварено сам изеја и вчера. Покварено се изеја нешто. Хајде си, викам да виду. Стисни уста, стисни. Тој, боли ли? Кам? Тој? Па нема ништо овдека, бе. Абе, не могуќе, докторе, да нема ништо. Оди чер ме боли, не може да спiju. Много ме боли. Добра, куде тебе боли? Стомак ме боли. Па зашто си дојши куде мене? Па ти што си? Па стоматолог. Па што си стоматолог? Ај види зашто ме боли стомак. Викам ти. Тако е ли? Па тако е. Сако ми ја тие што ќе ги употребу? Они не су стерилизирани. Ама ќе ти ги изваду тој зуб што не те боли. И од тој и од овој страна. Чекај да видиш. Абе, вртикло. Вртикло. Викам он еден ја на попа од нашу парохiju. Дедо попе, па не е фер. Ти возиш джип, а ја работу за само 200 евра. Чедо Божје, Вика поп. има и полошо тој да работиш за 200 евра. Што е полошо, бе, дедо попе, од тој? Па полошо е, например, ја да работу за 200 евра. Те викам, и за тој после сви викав, попови лопови. Ама ја не, с краја да е, никако. Од попови има многу поголеми лопови. И на тие никој ништо не ги може. У нашу државу лопови може да ги фати едино и шиес, ништо друго. Што да ги праву кад се увлечуев куде не треба? Зашто мислив дека тоа е улаз, а не излаз. А оно и генерално стање у друштво ни е такво да кој год апче испиеш нема да погрешиш.
Нема ништо ни да решиш, ама нема ни да погрешиш и нема за ништо да те брига, нема да се нервираш барем. Мене у последно време све ми иде некако на живци, само да ја зепам на рецепт. И затоа реши и ја од сега да работам толку колку ми е плата. Да работам како да не работам. Зашто кој не работи, тај не греши, автоматски е најбољ. Па да, куде нас сак има право да биде глуп, сега што некои од нас па решиле до крај да ги искористи своји права, тоа е друга работа. Добро, понекад мора да се правиш и глуп, за да видиш докуде може да иде оние што се прави памет. А тие па, што су паметни, ги носи оние одлуке што су, благо кажано, па барем чудни. Зашто, еве една од нима, само куде нас, за да ги задржив млади у државу, качуев ги пенсија. Ама, да биду искрен, па помалку тој ги успева, да. Ете, денеска, виде баш како една баба му помогна на еднога дечка да го пројде улицу док он пишуеше поруке на мобила. Ете пример. И još еден, еве, на данашни млади девојке све повише ги одговарав пензионер. Да, затоа што они не живив с мајку, имав стални примања и ете увек се слободни. А ми, што сме убави и паметни, ќе си платимо или па ќе си патимо. Нов директор назначен у Бардос. Промена на власт. И сега стар директор на нового да му покаже просторие, клиенти, да го запознае. Иде во едно, у друго, гледа ги, некој ќути, некој гледа натам навам. А еден такој чуден му малце, шчучурија се, не прави проблеми. Дреме, не збори с никога, вика, што му е на овога човека, издава миран? Па миран е, она ма вика, не е добар баш, што му се десило? Жена што му се десило, остави га и избега с другога. О, јаден човек. Док га гледа него таму еден урла, трчи по ходници, у еден зад, у друг с глав, притрчуе болничари, спакуев га, мао двај, так, лудачку кошулju, инекција, одма, не се смируе. Дебе, вика директор нов, вика, што му е на овога, вика, толку да е луд. Па, он е тај друг. И добро, што си денеска нервозан? Па како бе да не сам нервозан? Гледа га време какво е. Температура отидева у дебел минус. А да не ти кажу на моју сметку, ја у банку колко сам у дебел минус. Све у минус, мајку му отиде, само моја килажа у плюс, гледа. Па добре бе, такав е период, време е на славе. Тежак е пут до славу, а još потежак пут од славу назад до дома. Ама најтежак ми е стомак, ја да ти кажу. И мајку му све проба и не може да га снема. Па можда е затоа што све пробуеш. Пробај нешто да не пробаш, можда и ќе ослабнеш. Како тоа да не проба? Па он нема бе такој само од себе оден пут да га снема. Ја морам све да пробам. Еве, пробај и куде доктора да иде. Добро, и што ти вика доктор? Ја вика, не он, док чекаш у ходник ред с други пациенти. Па има ред, кради овој ковид има ред. Има ред. Нема ред. И ред не е за ковид кад га има, него ред е заради људи и нино васпитање. Мислиш неваспитање? Мислу неваспитање. Тотално неваспитање. Мајку му бре, јас си иду убаво на закажано преко матичнога, а они си други иде преко ред. Абе, ти си много заостанато, дете, еј. Зашто? Ја ги ти кажам зашто. Ти знаеш ли дека има 3 врсте на ред? Обичан ред, преко ред и... извини, само да прашам нешто. Тој само да прашам. Тој ме натера највише да викам. Сви бре, мајку му на незакажано преко ред, улегнев само да прашав нешто. Останев бре унутра подугачко, како да одговарам? За убиство најмалку. И добро, успеа ли да улегнеш? Успеа, улегна и праша. Доктор вика, не бива ништо, само диета. Месо никако, а само морков, зејка, компири и цвекло. А да ги вариш ли ти вика? Не,
Вика да ги копам. Вика. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. На некога многу скржавага човека умрија му татко. Ама му оставија манет дека сака да се кремира, а неќе да го копав. Дук, знаеш, сак, тој кремирање малку поскупо од копање, ама манеци, овој, што ќе прави, кремира га, и сак остануја да се купи урна. Отише у тој некој погребно предузеќе, и онога продавачка прашува, вика, извини, вика, знаеш, тате оставија манет, кремирамо га, вика, да га, ете, урна ставимо. Колку пари ве она урна? Ове вика 250 евра. Много скупо, мајко. А да ве прашам, а овај полева урна, тај колку е? Па вика, тај е 150 евра. 150 евра, овој скажам, не му се дава пари, мајко му вика. Добро, а да ве прашам, а тој тамо најлево што ви е? Тој е тегло од краставички, вика, јадемо, вика, се валеме зимо, вика, ако сакате нju, вика, може джабе да ви го дам. Овој гледа. Па право ти кажу и ќе го зему. Тате, колко е сакаја да гледа низ прозор. Жена ми се реши за генералка и комплетно чистење и спремање, па јас будала и реков да исфрли се што не и треба, и еве од тогаш сум бескуќни. Изгубиме, најдиме секогаш овде и сега наместо таа мора да ме трпите вие. Ама тоа никогаш не било проблем за нас македонците, па нема ни за вас да биде проблем. Да изтрпиме ние некој? Па нема проблем, затоа и најчести имиња, барем во минатото кај нас нели биле Трпе и Трајче. Трае и се привикнуваме на се. Па се привикнуваме и во зимски услови. Тука, веднаш, при водење љубов, постапуваме по првото зимско правило. Кој е настинат и му тече нос, тој е оддолу. Нели? А летно време пак се привикнуваме на друго правило, дека водата е лек за се. Например, ако ти е сува кожата, пиеш вода. Ако сакаш да ослабнеш, пак пиеш вода. А ако те изневерува жената или девојката, ја давиш во вода. Вода бе? Вода! Джабе не вела дека во иднина сите војни ќе се водат за вода. Само кај нас ќе се сведе на тоа кој кого да удави прв. Сега има давење во вода и давење со муабет, а тука сме шампиони. Сите го живеат туѓото гајле и зиркаат во туѓи животи се додека не си ги зездат собствените. Како например, слушат тој што е до тебе, што слушаш ти и ти вели, врска немаш. Па таа песна што ја слушаш е стара, бре, мајка му стара. Го пулиш така и му велиш, и мајка ти е стара, па ти уште ја слушаш. Затоа и вие поставете баталете слушање и гледајте. Нема љутиш на вашата омилена ТВ во истиот термин и следниот викенд. До тогаш, чао. И добро, успеа ли да Чек улегнеш? нега кој кажа.
Како за убиство? Ајде. Како за убиство? Најмалку. И има слику од тоне. Тако е? Такое требаше да кажеш. Тако е? Да. Ма добро Ај. кажеш. Чудно, да. Ама малко од малко, па ја погреш. Дека тежак е пут до славу, ама још потежак да се вратиш назад од славе, ајде да се вратиш назад. Ајде. Абе, не, љути, терај. Идемо од почетка. Па не, кад смо туја боле од почетка. Кад смо на почетка. Кад смо веќе туја, Кад смо на после смо почеток. тамо. Много смрди овде, бе. О, извини, не те Што си е? пушти Ма што си е, добро. Запишу у групу пензионери, кидемо на еднодневна, на една дневна. Чувај, Боже, не зашто од лопови, од попови. Од лопови нема поголеми попови. Овде нема ништо, бе. Некоме нема глеко го покварени зуби имам, нема ништо. Не, ама смрди. Многу Ајде. смрди, бе. Пред тој. Ама некад ја па не можу да прочитам и појма немам што збора. Добро, па нека па си ги... Да. Чекаја сам еден ред, да ти кажам, наручи, чекаја сам еден ред. Овој не е еден ред, 1 сат, не 1 сат, 2 реда сам чекаја. Еден сат, 2 реда чека. Еден ред, 2 сата чека.